Јавното предпријатие Паркинзи на општина Центар во соработка со Сообраќајната полиција Скопје во периодот од 24 до 30 ноември со помош на специјалните возила Пајак отстраниле 97 непрописно паркирани возила кои го попречувале нормалното и безбедно одвивање на сообраќајот. За трајно решение на сообраќајниот метеж и проблемот со неправилното паркирање, неопходна е поголема сообраќајна култура. Затоа јавното предпријатие Паркинзи на општина Центар и СВР Скопје во наредниот период ќе продолжат со секојдневно отстранување на сите непрописно и несовесно паркирани автомобили во општина Центар со цел да се подигне сообраќајната свест на повисоко ниво и да се зголеми безбедноста во сообраќајот, велат од Паркинзи на општина Центар. Градоначалникот на општина Газибаба Бобан Стевковски денеска информираше дека извршил увид на улицата Палмиро Толјати во населбата Ченто. Денес бев во Ченто, каде што во теке реконструкција на улицата Палмиро Толјати со вкупна должина од 2,48 километри. Покрај комплетната реконструкција се градат и нови пешачки патеки со павер елементи од двете страни на улицата, истакна Стевковски. Тој додава дека вредноста на проектот изнесува 37.743.190 денари. Средства обезбедени преку вториот јавен повик на владата на Република Македонија. Градежните активности се одвиваат според планираната динамика и во согласно со временските услови. Овој проект е дел од поголемиот бран инфраструктурни инвестиции што ги реализираме во општина Газибаба со силна подршка од владата, вели Стевковски. Градоначалникот на општина Центар Горан Герасимовски одржа работен состанок со тимот на УНИЦЕФ, предводен од Лесни Милер, представничка на организацијата во државата. На состанокот се дискутирало на тема општокорисна работа и превенција на вандализмот кај малолетните лица. Биле разгледани насоки за склучување меморандум за меѓународна соработка и отпочнување пилот проект во општинските училишта, со вклучување на учениците, наставниците и родителите, со цел да се изнајдат решенија и да се спроведат координирани активности за превенција на девијантни појави кај малолетниците. Експертите на УНИЦЕФ споделија искуства од регионот и светот, нагласувајќи дека проблемите поврзани со децата можат да се надминат само преку обуки, едукација и активно учество на целата заедница. Општина Центар прва ја покрена иницијативата која потоа ја поддржа и ЗЕЛС за меѓуинституционална соработка и воведување општокорисна работа, како воспитна мерка за малолетни сторители на вандализам. Вандализмот е сериозен проблем што бара итна и координирана реакција. Малолетните сторители мора да се соочат со одговорност, заедно со нивните родители, порача градоначалникот Герасимовски. Иницијативата предвидува измени на Законот за прекршочна постапка, Законот за пробација и Законот за правда за децата, со цел општокорисната работа да стане системска мерка која ќе придонесе за превенција и ресоциализација. Во просториите на општина Илинден се одржа отворен ден на кој граѓаните ги презентираат своите идеи и предлози за формирање на буџетот за 2026 година. Градоначалникот Александар Георгиевски заедно со представници од општинската администрација и директорите на јавните предпријатија оствари директна средба со граѓаните. На средбата граѓаните ги представија своите конкретни предлози и проекти, со што директно учествуваат во распределбата на средствата на буџетот за наредната година. Сите предлози и барања доставени до општина Илинден ќе бидат темелно разгледани и анализирани од страна на стручните служби, согласно финансиските можности и издржливоста на предложените проекти. Тие ќе бидат вклучени во програмата за работа и буџетот на општина Илинден за 2026 година, информираат надлежните. Лизгалиштето при спортскиот центар Борис Трајковски викендов ја стартуваше новата зимска сезона со ново осветлување, перфектен мраз и освежен визуелен изглед, информира Оптаму. Според управата на спортскиот центар Борис Трајковски оваа година, љубителите на лизгањето ќе уживаат во одличните услови на лизгалиштето. Спортскиот центар Борис Трајковски ја започнува новата сезона со целосно обновена енергија и свеж изглед. Целта е да се понудат совршени услови за сите посетители кои ќе го користат лизгалиштето во претстојните зимски денови, нагласуваат од спортскиот центар Борис Трајковски. Таму е Скопје, град мој убав лише, што ми расте сни. Вечно ќе